Ке ти каже саатот или апликацијата "This is your personal best today", тоа е нешто непроценливо. Конкретно од ковидот. Како почна ковидот, за сите почна еден многу лош период, за мене почна лошо, па потоа продолжи како нешто позитивно. Мојата приказна со физичка активност започна во балетска школа уште на 4 години и кога започна ковидот и се заклучи вратата за сите, сватив дека нема теоретски шанси нешто такво да продолжи за мене и почнав да трчам самостално, аматерски, колку само да се чувствувам убаво дента. Меѓутоа по некое време сватив дека ајде некој талент тука се криел, па продолжив малку покомпетитивно да кажам. Првиот маратон се памти како прв дечко, не знам, нешто така. Другите, мислам, има и некој по-челенџинг, некогаш зависи од денот како се одвива. Некогаш 10 километри може да чувствува човек како цел маратон да истрчал. Ама најдолгата конкретно е 42. Некогаш во животот можеби ќе истрчам некој ултрамаратон, некој 50, некој 100, ама уште не сум се охрабрила. Тоа треба човек да има искуство, многу искуство. Да будам доста рано, меѓу 4 и 5, затоа што за да стигнеш да направиш се во текот на денот, средено се што треба да се среди пред да се тргне на работа, најдоцна во 6 во 7, ако се успеам би излегла на трчање, саат и пол од прилика. И потоа се враќам, додека сум јас тотално хај, сите допрва се будаат, чешаат очи, ме гледаат чудно. И тогаш почнува всушност денот. Мислам, за мене почнал многу порано, ама тогаш почнува официјално денот. И нели, децата се носат на училиште или се испраќаат само, почнува мојот ден, почнува, нели, предавања и така натаму. Жив човек нема по улици, прекрасно изгледа. Тогаш сме само јас, моите пријатели нели од трчање кој како станал, улични кучиња, по некој манијак, ама постои опасноста тука е. Знаеме дека одлика на секој голем град е кучиња скитници. Не смеат нели децата да трпат, да немаат внимание од моја страна што сум удрал тоа да го правам или па не дај Боже сопруга. Така да значи многу дисциплина, многу откажување од многу работи, но не ми е жал, затоа што и да сум нашла нешто што ме исполнува, но сум успеала да го вклучам и семејството во сето тоа. Децата исто така кај мене гледаат позитивен пример, тоа го гледам како една многу убава работа. Тие се обидоа со трчање на пократки дистанции, но сватија дека не е баш за нив, па го најдовме соодветниот спорт, пливање беше во нивна ситуација. Но полека сваќаат дека дисциплината е тоа што ќе ги води напред. Би ми било драго да дојдат повеќе млади девојки кои што со текот на годините и искуството ќе се охрабрат да почнат да трчаат маратон и така убаво ќе го намачкаат на лепче моето време и ќе ме приминат. Тоа е надимак што ми го закачи татко ми, па не знам кога бев дете уште. Јас бев од оние деца што не седеше мирно. Ако го замислиме дека е фотилјата кај моите родители дома, нозете обично ми беа горе, главата од наопачки ми висеше, скокав, гледав телевизија од наопачки, константно бев на нозе, слабо спиев, цело време бев активна. И татко ми кажа, ама ти ми личиш мене на атомска мравка, не знаев тогаш што е тоа и ми го пушти цртаниот. И сега на сите дресови ја имам таа атомска мравка со кацигата и така натаму се поистоветив некако со неа. Така што ми остана тој надимак.